предвидено дека ќе го добиеш, затоа што водевме кампања, заедно работевме на терен и едноставно сметавме на многу поширока подршка од делегатите. И проценивме дека пресудно ќе биде умешувањето на Георгиевски од страната на Груевски, што уствари бидна така. Меѓутоа сега да се конформираме, да кажеме било како било демократски, баш за крај не сум сигурен дека треба да... Не говорам во тој контекст. Аз сакав само да кажам, ако веќе компарираме што е тука виновен Никола Груевски, кој што се бореше фери демократски. Ние не бараме виновници, меѓутоа пред историјата да ги извадиме некои факти. Си победи регуларно. Не е регуларно. Тука е разликата, затоа што мислам дека од тука е направен историски рез кој што оди во дисконтинуитет со генерално идеите за кои што ја и ти се залагавме до 2003 година. Добро. И затоа може би се случило, не знам, Ставревски да не го препознае Змејковски веќе. После тоа се отварат портите, како и за луѓе од други партии, посебно за луѓе од СДСМ или левичарски бекграунд да влезат во ВМРО ДПМН. И ако ти се конформираш со тоа, ја немам зашто се конформирам, бидејќи и покрај другите работи, затоа што ово поотворено го зборуваме, затоа сме тргнати на страна. Добро, треба да го знаеме македонската јавност. 2003 конгресот во Охрид и збиднувањата 2004 година, пошто следеше и расепот во ВМРО. ДПМН се едни од клучните настани кои се случува после 2002 година, после парламентарните избори. Георгиевски никаде не ми изјавено дека конгресот бил фалсификат или дека имало така, меѓутоа дека има информација дека имало одредени притисоци кои завршиле такви какви што биле. Конгресот како што беше, значи, заврши, после се случи 2004 година, по која дојде расепот во ВМРО ДПМН, меѓутоа јас би се вратил на она 20 години ВМРО ДПМН и она што е делото на основањето на партијата. Значи, од оние информации јас кои ги имам, кои сум ги разговарал со повеќе личности, бидејќи сме 90 година од партијата, најконкретно и со господинот Георгиевски, тој период, значи ние можеме да го поделиме во неколку сегменти. Првиот е тој кој е организацијски и технички, значи, каде што точно е тоа што го каже и господинот Змејковски, или како првиот генерален секретар на партијата и еден со основачите на партијата заедно со господинот Љупчо Георгиевски, уште со повеќе личности. Значи, во тој технички дел, подготовката, организацијската работа била подкрепена со голем број на луѓе, од правници, економисти, кои дале свој придонес во основањето на партијата, што се случило нели на 17 јуни 1990 година. Значи, тоа е првиот момент каде што доаѓа до регистрирање на партијата и нејзино овозможување да биде присутна на политичката сцена во Македонија. Меѓутоа, вториот и оној суштинскиот дел за формирање и функционирање на партијата, тоа е улогата на господинот Љупчо Георгиевски. Значи, не можеше да биде замисливо ВМРО ДПМН без Љупчо Георгиевски. Но тоа се случи. Значи, би сакал да било замисливо. Било замисливо, меѓутоа затоа не е тоа ВМРО кое го знаеме од 90 година до 2004 година. Сами го спомнавте примерот на Зоран Ставревски со господинот Змејковски. Добре, има прилично рейтинг кај народот. Да, меѓутоа, доколку погледнете најголем дел од она што во моментот се нарекува структура на ВМРО ДПМН, значи се дел од личности кои ние до 2002 година сме ги гледали од другата страна на таборот, дали биле во СДСМ, дали во либерал демократи или во некоја центар-лево комбинација или опција. Значи, тука е работата за разликата во суштината на тогашното ВМРО ДПМН и сегашното ВМРО ДПМН. Ајде, господин Орде Ивановски, да ве прашам како гледате на според историското искуство на ВМРО. Проминентни, важни членови од оваа партија на ВМРО ДПМН е сегашната, од основањето па се до денес излегува и создава своји партии. Дали тоа го гледате како последица на историското искуство? Сегашниот префикс ВМРО, како што констатира и Филип, е во контрадикција со националните чувства на македонскиот народ, кој што ВМРО од 1893 година како митска партија е прифати за себе си како интернационална партија. Како движење за национално ослободување, во која може да членува сите личности за собствено ослободување и ослободување на Македонија. И сметам дека ова е непотребен префиксот, затоа што
ако се декларира како наследник на поранешната ВМРО од 93-та година, во дисконтинуитет прескокнува многу значајни и важни периоди од историјата на ослободителното движење, како што е учеството на социјалистите, учеството на левичарите, учеството на комунистите во народно-ослободителната војна, создавање на независна македонска држава во рамките на тогашна СФР, која што денеска е фрла на буништето на историјата, што ипак тоа е еден многу важен период кој представува база, основа на денешното постоење на суверена Република Македонија. Да, добро. Господин Ѓурчев, околу бугарофилството и изјавата на Љупчо Георгиевски, дека огромен дел од раководството на ВМРО-ДПМН и сега се бугарофили и предходно биле. Како се чувствувате вие? Мислам, прашањето е узорно. Мислам, ВМРО-ДПМН, со формирањето на ВМРО-ДПМН во плурален амбиент на, би рекол, и нов начин, на капиталистички начин на организација на производниот однос и нови односи во демократијата, ВМРО-ДПМН беше межникот кој што направи Македонија да има суверена, самостојна и независна држава. Во тој момент, да не беше формирано ВМРО-ДПМН, продолжењето на Сојузот на комунистите на Македонија, СКМ, ПДП и структурите кои што сателитски околу тоа беа формирани, не знам, социјалистичка партија, не знам, либерална партија и други партии, тие беа партии кои што во основа нема национален идентитет. Сите тие кои што се зачленија во ВМРО-ДПМН, кои што го поддржаа тој символ како амблем на во нивните срца, во нивните души, ја изнесува на своите плешки она што го кажа покојниот Митко Донски врапчето. Едно врапче достане ке зборува Македонија, ВМРО-ДПМН го поднесе барањето Македонија се регистрира во Обединетите нации заедно со Словенија и Хрватска како независна држава. ВМРО-ДПМН инсистираше да се одделиме од Југославија. ВМРО-ДПМН во својот прв оглас кој што се објави во Нова Македонија, кој што ги повика сите македонски граѓани, кои што се за тоа Југославија да биде конфедерално уредена, Македонија да биде независна држава во рамките на таа Југославија. Значи, ВМРО-ДПМН повика за членство во НАТО, за членство во Европската унија. Значи, сето оно што представува атрибут на денешното македонско живење беше потикнато од ВМРО-ДПМН. Добро, значи, го демантирате Љупчо Георгиевски. Па го демантирам затоа што се е тоа македонштина, се е тоа македонизам, се е тоа она што, да речеме, еве Филип Петровски го носи како факел 97 година протести студентски. Тоа е македонизмот. Не може тоа да биде плод на манства и филства, затоа што тоа сето е имплантирано во на македонска почва и тоа всушност не постои. Во тој случај Македонизмот е голема работа во Македонија. Значи, Груевски не е србин со говорна мана, како што вели Георгиевски. Да. Господинот Георгиевски и господинот Груевски, едниот на 3 конгреса, другиот на 2 конгреса, се председатели на најмакедонската партија, која што сега во моментот постои во Македонија последните 20 години. Најмакедонската партија е тоа. кој? Филип, па јас сум поснал. Не е баш така, имаме концепцијски разлики. Добро, генерално, значи сега емисијата оди во насока дека треба да ги земеме сите достигнувања во 20-те години на партијата. Во тој случај никој нема право никого да исклучи од прославата. Значи, едно следува со друго. Ако прославуваме валута, армија, независност, протести од 97 година и не знам што све до сега, тогаш не може тоа да го слават Мартин Протугер, Милејана Киевски и Гордана. Тоа треба да го славиме Маријан, јас и ти и некои други. Меѓутоа, тебе може ке те викнат, мене сигурно нема да ме викнат и не ме викаат и пред да отидам во Обединети за Македонија. Значи, имаме проблем концепцијски. Ако се сложиме дека партијата ВМРО-ДПМН треба на пиедестал да го подигнеме се што го направила, бидејќи тоа ние сме го правеле, би сме биле дел од некој од 90-та, некој од 95-та, некој од 2000-та, тогаш мора да има зачувување на традицијата во која што сите ликови ќе имат одредено место и нема да може да се бришат одредени ликови. А ако одиме на прослава на една партија која што слави само 20 години, тогаш таа партија треба да го избрише префиксот. И тој префикс да му го даде на целиот македонски народ. Затоа што еве ја не сум сега таму, меѓутоа што јас сега не сум ВМРО-вец, јас сум повеќе ВМРО-вец и вие